Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Драч се сретна со албанскиот председател Бајрам Бегај на маргините на состанокот Брдобриони. Таа го поздрави напредокот на Албанија во евроинтеграциите и отворањето на петтиот кластер. Бегај изрази поддршка за македонскиот пат кон Европската унија и нагласи дека членството во унијата значи владење на правото и зајакнување на демократијата. Албанија ги започна преговорите со Европската унија во октомври минатата година. Орхан Муртезани изјави дека предвремени избори нема да има и дека владата е стабилна со мнозинство од 76 пратеници. Потврди дека Беким Сали ќе стане прв вице-премиер, а до крајот на годината се можни промени во составот ако министри станат градоначалници. Муртезани остро ја критикуваше Дуи и Али Ахмети за потпалување националистички страсти и покривање на, како што рече, неспособноста и корупцијата. Тој порача дека вреди ќе продолжи со позитивна, развојна политика и дека соработката со владеачката партија е нормален дел од политичката традиција. Министерката за енергетика Сања Божиновска се сретна со британскиот амбасадор Метју Лосон и представници на компанијата Англо-Американ. На средбата се разговараше за продлабочување на соработката меѓу Македонија и Обединетото кралство во енергетиката и рударството, како и за размена на искуства во управување со природни ресурси и енергетска транзиција. Двете страни ја истакнаа важноста на партнерството и подготвеноста за нови заеднички иницијативи. Светска банка прогнозира раст на македонскиот бруто домашен производ од 3,1% во 2025, 3% во 2026 и повторно 3% во 2027 година, со благо зголемени проекции во однос на пролетниот извештај. Економијата на Западен Балкан се очекува постепено да закрепне, поттикната од инвестиции и извоз. И покрај инфлацијата и несигурноста, регионот задржува фискална дисциплина со дефицит под 3%. Директорката на Светска банка, Шао Кинг Ју, нагласи дека за побрз развој потребно е зголемување на учеството на пазарот на труд и подобрување на вештините на работната сила. Според податоците на Народната банка, македонските компании во просек наплатувале побарувања за околу 3 месеци, а ги исплаќале обврските за повеќе од 5 месеци. Најтешко им било на микропредпријатијата, кои чекале над 440 дена за наплата и речиси 900 дена за исплата. Колку е поголема компанијата, толку побрзо ги намирува своите финансиски обврски. Авиоиндустријата се соочува со сериозен недостиг од пилоти поради растечката побарувачка за летови и предвремените пензионирања. Недостигот се очекува да трае најмалку 5 години, бидејќи обуките се скапи и долготрајни, често над $100,000 и бараат 1500 часови летачко искуство. САД годишно ќе бараат околу 18,000 нови пилоти, а глобално ќе бидат потребни 660,000 до 2044 година. Авиокомпаниите нудат повисоки плати, бонуси и флексибилни услови, а се разгледува и продолжување на пензиската возраст на пилотите до 67 години. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во интервју со Бен Шапиро предупреди дека Иран развива интерконтинентални ракети кои би можеле да погодат американски градови и да станат нуклеарна закана за САД. Тој истакна дека Израел е клучен во спречувањето на глобални терористички напади и дека војната во Газа се приближува кон крај, но нема да заврши додека Хамас е на власт. Нетањаху порача дека Израел излегува посилен и решен да ги ослободи заложниците и да ја заврши својата мисија во Газа. Американскиот председател Доналд Трамп ја нарече Грета Тунберг проблем и тврдеше дека има проблем со гневот, откако таа беше депортирана од Израел со други пропалестински активисти кои се обидоа да ја пробијат блокадата на Газа. Израел протера 341 активист, меѓу кои Тунберг, која потоа пристигна во Атина и изјави дека пред нашите очи се случува геноцид во Газа, повикувајќи ги државите да реагираат според меѓународното право. До среда во земјава ќе преовладува претежно облачно време со повремени локални врнежи од дожд и студени утра. Ќе дува умерен до засилен, а долж поврдарието повремено силен ветер од северозападен правец, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Од четврток се очекува период на стабилно и суво време со постепен пораст на дневната температура. Времето утре ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Максималната температура ќе биде во интервал од 4 до 13 степени. Во Скопје е променливо облачно со повремен локален дожд и максимална температура до 12 степени.